Скоро 1/3 од американците велат дека имаат пиштол, според истражувачкиот центар Пју. Тоа е уставно право што често станува политичко прашање за претседателите кога има престрелки во училиштата, вклучително и во ова средно училиште во Флорида во 2018 година, кое заврши со евакуација на учениците од страна на полицијата. Тогашниот претседател Доналд Трамп се состана со семејствата на жртвите за да разговара за оруженото насилство. Тоа трае предолго. Премногу случаи. Ние ќе ставиме крај на тоа. Како претседател, политиките на Трамп за оружје се фокусира најмногу на зајакнување на безбедноста на училиштата, вклучително и сугерирање на наставниците да бидат вооружени. Како претседателски кандидат, Трамп неодамна сугерираше до највисокото лоби за оружје дека оружјето е од витално значење за личната безбедност. Нашата земја оди во пеколот. Банди и немилосрдни криминалци ги тероризираат нашите улици, а слабоста на безобразниот Џо Бајден не донесе до работ на Трета светска војна. Прифаќајќи го одобрувањето на Националната асоциација за оружје, Трамп рече дека Бајден се обидува, цитирам, да го оттргне онедното оружје од рацете на граѓаните кои го почитуваат законот и правата за оружје загарантирани со вториот амандман на Уставот на САД. Мора да го почитуваме вториот амандман кој е значен. Ако не го сториме тоа, ќе имаме нивоа на смрт и уништување какви што оваа земја досега не видела. Кога тинејџер уби 19 деца и 20 учители во основното училиште во Тексас во 2022 година, претседателот Бајден рече: "Мораме да действуваме." Како нација, мораме да прашаме кога во Божјо име ќе се спротивставиме на лобито за оружје. Кога во име на Бога ќе го направиме она што сите знаеме дека треба да се направи. Белата куќа и Конгресот се согласија на двопартиски план за проширување на проверките на позадините за помладите купувачи на оружје и помагање на државите да го отстранат огненото оружје од луѓето кои представуваат опасност за нив или за другите. Бајден води кампања за тие построги закони, особено во заедниците одбележани со оружено насилство. Го подпишав најзначајниот закон за безбедноста на оружјето во последниве 30 години, за кој знам дека е важен за заедницата, како што беше случај во Атланта, заливот Халфмун и паркот Монтереј. Нова легислатива за контрола на оружјето засега нема, откако републиканците ја освоија контролата врз домот во 2022 година. Лидерот на малцинството во представничкиот дом, Хаким Џефрис, ги обвинува поддржувачите на Трамп. Денес, екстремистите на МАГА и Републиканскиот конгрес, што не прави ништо, го напуштаат градот без значајно да се осврнат на епидемијата на оружено насилство во Америка. Ставовите на американските гласачи за оружјето главно се поделени по политички линии, при што поатоците на Pew Research покажуваат дека републиканците имаат повеќе од двојно поголема веројатност да поседуваат оружје отколку демократите.